Добар ден. Ја мислам дека и тие што се уште на пат ќе стигнат, дури се договориме на кој канал, кој јазик и така натаму. Денес имам чест да го најавам Жорди Вакер. Он не е сосем нов за Скопје, затоа што доаѓал овде како директор на еден од најпознатите шпански think-танкови, со седиште во Барселона. Покрај тоа Жорди е познат и како колумнист. Јас мислам дека El País беше Жорди, така? El País was the newspaper. Но моментално Жорди Вакер е еден ко-директор на иницијативата за Европа на фондациите Отворено општество, или на англиски скратено тоа гласи ОСИФЕ. Меѓутоа, исто така е регионален директор за Европа, затоа што според новата реорганизација сега имаме директори за кои покриваат континенти практично. Мислевме дека е одлично да искористиме неговата работна посета на Скопје, за да го чуеме неговото мислење на една тема која некако ние му ја зададовме или се договоривме и која на македонски гласи каде оди Европа. Мислиме дека Жорди е еден од оние кои најкомпетентно може да говорат на оваа тема. И јас сега нема да должам само една сушност информација. Имаме превод симултан на англиски. Канал 1 беше македонски, канал 2 беше англиски или обратно ги кажев? Добро, предпоставувам дека тие што имаат превод ќе се снајдат. Значи, мислам дека е канал 1, надице, канал 1 е македонски, канал 2 е англиски. По неговото подолго двоведно излагање имаме можност за прашања и коментари. Потоа имаме некакво освежување, мислам дека ќе го имаме долу во Менада. За тоа време може да продолжиме да се дружиме. Оние кои имаат дополнителни прашања или коментари, а не успеат да ги кажат за време на ова што случува горе. Добро, еве јас толку, уште еднаш да ви се заблагодарам што дојдовте и да му се заблагодарам на Жорди што се нафати да говори на оваа тема. Жорди, повели. Благодарам, добар ден. Ви благодарам за тоа што ми ја зададовте многу лесната задача да одговорам на тоа која е иднината за Европа. Тоа се многу лесни прашања и наједноставниот одговор е не знам, но сепак размислувам многу на оваа тема и оно што сакам да направам не да ви дадам една лекција или предавање, туку колку да споделам мислења за некои од моите грижи и за некои од прашањата и настаните и од некои од работите кои што ги научив како што сум директор на иницијативата Отворено општество за Европа. И тоа всушност ќе ме потегне различно да размислувам за иднината на Европа наспроти грижите што ги имам за сегашната ситуација во Европа. Со едноставни зборови, ние сме во средината или кон крајот на една голема трансформација или криза во Европа, каде што европскиот сон, кој што ние никогаш не го постигнавме реално, се заканува да стане европската ноќна мора. И дозволете ми да објаснам малку. Европскиот сон
всушност однесува на обединета Европа во мир и тоа беше идејата во 50-тите години, а потоа почна да се развива во Унија која што ќе ги гарантира правата и слободите на сите граѓаните, или пак Унија на прогресивна конверзија кон просперитет, или пак Унија на социјална правда или праведност. И тоа представува една идеја која што јас се уште мислам лежи во срцето на многу европјани. Тоа е дека ниту едно лице не треба да биде целосно оставено на студот или сам на себе. Дури ако не сте најработливиот, најпаметниот или пак најинтелигентниот, или пак ако донесете погрешна одлука во одреден временски период во животот. Секогаш треба да има некаква поддршка од општеството, од државата. И ова е многу поразлично од американскиот сон. Американскиот сон вели дека некој кој што продава весници на улица, дека ако вие сте талентирани и работите напорно, дека може да постигнете се. Дали тоа е вистина или не е нерелевантно, но всушност создава еден наратив што ја движи државата или општеството напред. Но во Европа станува збор повеќе за праведност, за дека луѓето не се никогаш сами, дури кога се напорно работат или се многу талентирани и така натаму. Европскиот сон беше еден од трансформацијски магнет за целото соседство. Прво Јужна Европа, па Средна Европа и потоа цела Источна Европа треба да биде трансформирана во овој магнет, односно во едни отворени и просперитетни општества. И всушност Европскиот сон беше еден репер за другите за земјите во развој, тие да гледаат кон Европа во она што може да го постигнат. Меѓутоа, каде е нокината мора наспроти овој европски сон? Ова нокина мора е она кој што се однесува на држави што пропаѓаат, кои што се подложени на голем број различни ранливости. И има многу држави се меѓусебно зависни. Например, како што некои општества старат, не се поврзани заедно преку сопствена волја, туку преку долговите на земјата или пак стравот за агресивните соседи или на можната сиромаштија. И Европската нокна мора е всушност Европа која што мора да се глобално да се надпреварува спроти Европа и спроти Азија и ние треба да го следиме примерот на Германија која што е хегемон во ова и се разбира, тоа станува збор за Европа, која што не може да го задржи назадувањето во демократските практики во соседството на источната страна или пак дури во некои сами држави членки на Европската Унија. И се разбира, нокната мора е Унија која што се оддалечува од своите граѓани и гледаме како секој пат некој дел од моќта оди во Брисел и со тоа се разводнува моќта на самите гласачи, односно тие се помалку и помалку имаат свој глас во она што се случува и преку ја пренесуваат моќта на ниво на Брисел. Не, значи ниту сме на ниво на сонот, ниту на нокната мора на Европа, но во овој момент сме во ситуација каде што двете овие се можни. И некои држави одат кон Европската нокна мора, па затоа треба да видиме кои се трансформирачките сили кои што ја влечат Европа во една или во друга насока. Кои се моите големи грижи, како што јас кажав на самиот почекот? Тоа е првата, е најочигледна и на неа нема да поменам многу време. Тоа е економската криза и во економската криза големата рецесија и различно беше почувствувана во различни делови од Европа и тоа се однесува на политиките за штедење и воглавно во јужниот и југоисточниот дел на Европа, потоа со зголемената сиромаштија која што ја имаме во некои различни држави и во однос на економската криза да спомнам две работи. Една е дека
има три различни димензии, не треба да се фокусираме на очигледната. Очигледната е стабилизирањето на еврозоната, кризата, должничката криза, меѓутоа на второто ниво, кое што некои луѓе почнуваат сериозно да зборуваат е како европската економија повторно да се рестартира. Како да има конверзија помеѓу најсиромашните и најбогатите делови од Европа, бидејќи видовме дека овој процес губи смисла за многумина ширум Европа, а долгорочната грижа која што германците се обидуваат да ја стават на почетокот е конкурентноста, дека вистина е дополнително на сите овие работи Европа треба во најмала рака да го одржи својот основен социјален пакет или договор и да дозволи одредено ниво на просперитет и успех за сите граѓани. Во економската криза сега сме во интересен момент, бидејќи начинот на кој што суштината на основата на Европа се одлучи да се справи со неа преку Британија и еврозоната е преку многу силни мерки за штедење. Тоа не функционираше, тоа не функционира никаде низ Европската Унија и уште повеќе ги вовлече земјите во рецесија. И сега тоа не е всушност грижа само за протестантите, туку е грижа од страна на ММФ, од Financial Times и многу други централни играчи во целиот овој систем. И затоа почнува во 2012 година, кога Марио Драги рече дека ќе направиме се што е потребно за да го запреме падот на било која земја од еврозоната, на хорор на Германија, односно на ужас на Германија во тоа време. И тоа потоа се влоши во каде што тоа не беше никаков шок, туку всушност беше чек кон парадигмата за промена. Затоа сметам дека во економската криза ние сме во состојба на рефлексија и нема да видам некои сериозни политики да се движат напред во следните години. Втората криза, која што уште повеќе ме загрижува, бидејќи знам малку за економија, е кризата на демократските влади. Во суштина ослабувањето на поврзаноста помеѓу граѓаните и владите. Најголема манифестација на ова е намалувањето на довербата во демократските институции и не ви кажувам ништо ново, бидејќи во југоисточна Европа имаше масивен дефицит на доверба, меѓутоа има брза конвергенција кон во Јужна Европа има ваква конверзија на рапидно опаѓање на довербата во демократските институции и тоа всушност представува рак на демократијата. Тоа е комбиниран и споради елитите, односно политичките, економските, медиумските елити, па дури и бизнес елитите. И во суштина, оваков вид на огорченост е бидејќи елитите не сака да се ослободат од моќта што имаат врз пазарите. Кризата во демократското владење, како што веќе сте виделе, веројатно се однесува на се оди кон екстремните ситуации и ја дестабилизира основниот консензус, не само во Грција, туку и во Данска. Значи, тоа се случува низ цела Унија. Она што се случуваше во 70-тите и 80-тите сега е под знак прашалник и Европската Унија не може да обезбеди основите за, меѓутоа ако ги гледате статистиките за довербата, само во Северна Европа националните институции уживаат поголема доверба од националните во сите други држави. Довербата во ЕУ институциите е ниска, меѓутоа довербата во националните институции е уште пониска, што значи дека немаме никакво поместување во однос на тој дел. Третата криза која што ме загрижува најмногу, бидејќи таму сум јас најактивен професионално и професионално се чувствувам силен, всушност е промената на основните вредности и мислења во либералните демократи, кое што се применуваат и во практиката и во теоријата.
За мене ова представува огромна грижа, не затоа што ние не можеме да ги критикуваме представниците на демократијата, бидејќи ова е еден вид на умен критицизам кој што се направи на пријателската демократија, меѓутоа постои во исто време и големо движење, не секаде, но во многу места во Европа, каде што главните општествени текови се движат кон ваков вид на критицизам. Дури демократијата на ЕУ не е единствената игра во градот. Например, Виктор Орбан, премиерот на Унгарија, вели дека јас дури не ми е аспирацијата да постигнам либерална демократија. А не само што не ја практикувам. А тоа станува збор за држава членка на Европска унија. Но кога ќе се понесете во овој дел од Европа, значи на земјите од Балканот, во Турција, па дури и во Русија, тоа е уште поексплицитно, бидејќи ние дури не се ни преправаме дека сакаме нашите општества да бидат отворени, плуралистички и да прифатат различност. И во рамките на ЕУ гледаме дека на некој начин имаме нелиберални консензуси кои што се појавуваат во Романија, Бугарија, во Грција. Транзицијата кон демократијата беше грешка и таа не успеа за многу луѓе и решението кое што го наоѓаат тие е да одат кон помалку отворена верзија на општествата. Во суштина, во Европа во 2015 година всушност се јавува војна на културите низ сите земји. За разлика од Америка, културните војни во Европа ги имаат истите борбени полиња. Мултикултурализот, еднаквото е женското тело, еднаквостите и рамноправностите. Меѓутоа, тоа се случува во Литванија, Летонија, меѓутоа во исто време и во Франција, околу, да кажеме, еднаквото право на брака или пак образованието на децата или како што сексуализирањето на детството, односно сексуалното образование за децата, вака го користат. Има голема дебата во Хрватска, меѓутоа и во Латвија. Значи, на различни места имате слични војни, да ги наречам, кои што се случуваат. Да кажам малку нешто за овие три кризи кои што ми создаваат грижа, наспроти она што ми дава оптимизам во ова не толку оптимистичка слика. Првата работа е дека економската криза ја создаде средината во која што демократските врски, владите и вредносите беа ставени под знак прашање. Мислам дека глупо би било да не го признаеме овој факт. Но поврзаноста помеѓу овие три кризи не е многу силна. Например, вие ќе мислите дека кога ќе ги погледнете Грција и Унгарија, дека сликата совршено се поклопа, лоши економски перформанси, голема ерозија на демократските механизми и голема промена на вредносите, општествата стануваат нетолерантни за сите различни прашања, без оглед дали се роми, мигранти или било која друга група. Да, тоа е вистина во Грција и во Унгарија, но три највеќе погодени земји од економската земја се Ирска, Португалија и Шпанија, и тие не видеа значајно менување на нивото на толеранција. Тие и немаат партии што се против миграцијата, или пак, ако не, тие се придвижија кон полиберални позиција. Португалија го одобри правото на брак за истополови двојки, и се надеваме дека ќе има референдум набрзо за месец или два кај нас. И дури ако во соседството ги земеме Хрватска и Србија, кои што сериозно беа погодени од самата криза, значи и тие има 5-6 години во рецесија, всушност она што не се случи е пораст на радикализмот. Имаше фундаментализам во државата, но не беше време на радикализација на целото општество. А ова се општества кои што добро ја познаваме
споменаваат радикализацијата и имаат долга историја на радикализам во минатото. И спротивниот случај, ако видите каде се слушува гласање за партиите кои што се против миграцијата, тоа се Холандија, Франција, кои што по ниедна основа не се места кои што најмногу страда од економската криза. Зошто го кажувам ова? Бидејќи ова значи дека кога постои унисување на вредностите на толеранција, во државата постојат некакви агенции, односно актери кои што не дека луѓето стануваат сиромашни, па затоа стануваат мрзачи. И туку кризата го извлекува најдоброто и најлошото од луѓето. И јас бев многу активен во Шпанија за време на кризата и блиско ги следев сите движења. Но ништо нема детерминирачко што ќе ги натера луѓето да се свртат против мигрантите за време на во Шпанија, а тоа се случи во Грција со 75% со високата процентна невработеноста. Разликата беше токму во тоа која користеше агендата против мигрантите за собствени политички придобивки, за собствени медиумски придобивки или за било каква друга придобивка, социјална или било која друга. Што значи, според мене, во мојот мислам дека имавме морално банкротирана влада, која што всушност мигрантите ги користеше како жртвено јагне и ако вие станувате мрзител, вие сте ваша е вишената. Не е само вина на политичките и владините действија или активности. 15 годишни деца зошто би фрлале камења на продавниците на пакистанците во Грција, значи одговорноста е индивидуална, не е колективна, но важно е дека трансформацијата од сонот кон ноќната мора е всушност кој што прави и како го прави. Доста е со лошите вести, бидејќи онаму каде што оди Европа, всушност се однесува и на тоа како европските општества реагираат и реагирале за време на самата криза. Оно што сакам да направам е да искористам неколку винети, малечки приказни, за работи што се случиле од 2008 година наваму и ми даваат причина да заклучам дека постои голема енергија во овие европски општества. Исланд беше првата земја која што всушност беше погодена од економската криза. И она што се случи како реакција на тоа е дека тие генерира еден вид на систем подржан од групите, отворен систем за да се создаде новиот устав. Нов, прогресивен, добар устав кој што потоа не беше донесен во парламент. Го имате целиот процес со учество, а немате добар устав, бидејќи старите политички партии го поразија во парламентот. Знам некои од луѓите кои што беа во комитетот, кои што ги добива сите овие коментари од Facebook и преку имејл за тоа што треба да биде ставено во уставот. И јас зборував со мојата пријателка Силија во Реќјавик и таа ми вели, прашавме што добивте од овие луѓе. И таа кажа 10% луѓето кои што се да кажеме обседнати со неидентификувани летечки објекти и така натаму. 3 до 4% интересни работи што треба да ги разгледаме. 80 или 90% оно што го добивме се работи кои што веќе се во самиот устав или би можеле да биде предмет на закони кои што би биле во согласност со уставот. Првата работа всушност е дека кога ги прашувате луѓето за самиот устав, прво тие има сериозно учество со предлози кои што прават смисла, имаат смисла.
тие дојдоа со слични идеи за тоа што ние го има. Европјаните не се незадоволни со демократијата, туку со тоа како демократијата е изместена или злоупотребена. И третата работа е дека новите идеи кои што дојдоа за уставот во Исланд не се идеи кои што ја поддржуваат утописка некаква идеја, туку се разумни, реалистични промени за кои што главните општествени текови ги вика дека се радикални, бидејќи се склеротични, и токму ова се случува со еден вид на радикалната левица која што ја имаме. Ако го видиме Подемос или Сириза и ги прочитате нивните програми, Подемот не се квалификува како екстремна партија или како радикална партија, освен во неколку малбројни работи, каде што се радикални поради конзервативните главни општествени текови во однос на тоа како треба да функционира демократијата. Станува збор за намалување на демократскиот простор, а не што е надвор од овој простор и се обидува да влезе во демократскиот простор. Значи, европјаните сакаат либерална демократија, не сакаат да трансформираат, сакаат промени, но посебно она што сакаат е да имаат помалку малфункции или на самите демократски системи и механизми. Да ви кажам нешто што се случи во Страсбург во Европскиот парламент во летото 2012 година. Таму се направи договор помеѓу Европската унија и САД и требаше да се гласа за овој договор и меѓутоа не беше донесен, не беше ратификуван од страна на Европарламентот. Тоа е акта и всушност тој беше поразен од една многу интересна коалиција која што ја сочинуваат луѓе кои што почнаа да бидат сајбер активисти, но не беа на почетокот. Тие има улични протести во Полска или директно лобира кај европарламентарците во Шпанија, во Обединетото кралство. Ја покажа моќта на новото граѓанство што се јавува во Европа, кое што е поврзано и да се победат дури и најмокните корпорации, да се победи музичката индустрија, филмската индустрија и Microsoft и сите апарати, државни апарати за безбедност и сите други мокти кои што беа за овој акта договор. И тоа ми дава надеж за тоа како новите технологии отворија простор за политичко учество што веќе се користи на многу интересни начини. Третата работа или третата приказна, првата приказна се случува во Острава, во Република Чешка, многу близко до границата со Полска и релативно близко до Словачка. И тоа град со најголем процент на ромско население. Некој од вас може би читале за една ужасен бран на антиромски маршеви во 2013 година. И тие има многу лоши инциденти помеѓу неонацистите, кои што всушност правеа собери, демонстрации против присуството на ромите во таа област. И по 4 или 5 вакви настани, она што се случи во септември 2013 во Острава е дека локалната ромска заедница и активистите и сите други организирани контрапротест, кој што беше 4 пати помасовен од оној на неонацистите и тоа докажува дека наместо да земете нешто здраво за гостово, дека некои делови од општествата се жртви, а некои делови од општествата треба постојано да ги браните, треба да ги сметате за сериозни политички актери и всуштина можете да демонстрирате дека луѓето кои што се во малцинство не се маргинализирани, туку оние кои што се дискриминираат и кои што дискриминираат и активно мразат некого.
Слична приказ на која што ме инспирираше се случи во Англија со британската национална партија, може би сте ја случите, лоша, многу ужасна расистичка партија, која што имате успех во средината на 2000-тите години, меѓутоа е се добро представени во локалните совети на некои места ширум Англија, вклучувањето и едно предградие во Лондон. Имаше коалиција која што се појави во Британија, тоа се викаше Надеж, не омраза, и всушност инспирира активизам. Одеа врата до врата и секогаш ја кажувам дека младите луѓе се оние кои што ќе се борат против расизмот, оние ќе излезат и ќе се борат. И тие направија сериозно истражување и тие велеа дека најголемата група со отпор против расизмот не се млади енергетски момчиња и девојчиња, туку всушност се жените, средновечните жени, воглавно мајките. Тоа е групата која што има најмалку можност да биде осетлива на расизмот и таа ќе може да застане против овој вид на дискурс. Тие многу паметно ги мобилизираа не во вообичаените осомничени. Сите одеа во малата, каде што и беа избраа по едно лице и направија многу интензивна кампања и ги им велеа дека омразата не води никаде. Во мај 2010 година тоа го направија во Бакингам Аднан и во Лондон оваа група доби од 12 советници 0. Потоа кампањата беше на национално ниво и има 63 всушност локални советници, а сега имаат само 2 оваа партија на национално ниво. И затоа тоа значи дека радикализмот и екстремизмот може да бидат победени. Ако нема доволно енергија во нашите општества, ако паметно ја мобилизираме, луѓето на крајот може да се убедат да ги одбијат. Не само да ги ставиме во ќош или да ги ограничиме нивното дејство, туку целосно да ги исчистиме. Например, постои УКИП партијата и другите, но единствената отворено расистичка партија во Британија беше тргната настрана од општеството, настрана од политиката, преку многу паметен активизам. Уште една, уште 3 мали приказни што сакав да ги направам, може би да забрзам малку. Град во Јужна Шпанија, Авеноха, има 1600 луѓе. Во 2008 година имаше едно многу убава вест на националните телевизии. Значи, браковите за еднополни парови се одобрува од 2000. После 3 години доаѓа вест дека од ова место дека тоа е село каде што најголемата социјална активност е маршот на една леда. Имате католичка земја, ги имате сите религиозни луѓе кои што доаѓаат во селото. Една жена и било забрането да го носи споменикот на девицата, бидејќи незиниот 15 годишен партнер беше друга жена. И бидејќи таа имала, и бишопот им кажал, не можете да бидете дел од оваа процесија ако сте се земале со жена. И веста всушност е дека процесијата всушност околу 200 соседи во текот носеа светло-зелени мајци на кои што пишеше инкарнација без дискриминација и всушност звукот на една нова вест зошто една жена носи зелена мајца. И потоа репортерите ги прашуваа зошто сте овде, зошто имате ваква мајца, и таа кажа кој мисли дека е бишопот? Што се замислува дека е тој? Зошто тој да има право да одлучува кој ќе го носи крстот или не? И тоа не е негова право.
И некој би мисли дека процесиите и браковите се главната работа на бишовите. Меѓутоа, оваа жена му го негираше правото на бишопот да дискриминира во локалната заедница, односно. А другата работа која што е интересна во оваа случка е дека имаше многу стар човек кој што беше од селото. Тој се И тие го прашаваш, што мислите за она што се случува во селото? Не знам зошто се крева толку време, бидејќи се случува секаде низ цела Шпанија и сега се случи во нашето село дека една жена се земала со друга жена. А тоа не е висте, бидејќи низ цела жените во голема процент се мажат односно се стапуваат во брак со мажи. Меѓутоа, бидејќи е дозволено и е во медиумите и дека не станува збор за молчење, туку за јавно, создава лажно чувство на нормалност. И зошто ова го користам како пример? Што ми дозволи тоа дека за промена не се потребни генерации. За овие промени не биле потребни генерација, туку добра медиумска средина, општество кое што е подготвено за движење и добро законодавство. Оваквата комбинација ја овозможија промената, а не бидејќи логите луѓе кои што се хомофобични после многу години умреа, па дојде нова генерација. Бидејќи токми старите луѓе доведе зашто се крева толкова врева и значи овие идеи се вкоренети во Јужна и Источна Европа. По 70 години советски систем, потребни ви се 5 генерации пред да достигнете нешто. И јас ви велам, не е точно. Општествата многу брзо се затвораат, но и брзо се отвораат. И не е потребно сите да умрат пред луѓето да го сменат мислењето. Луѓето може да го сменат мислењето и на 75 годишна возраст. И мислам дека тоа мораме да го имаме на ум цело време. Имаме уште две мали приказни. Едната се однесува во Сад, и на улиците има билборди, значи реклами, кои што велат премиерка жена, министер за надворешни работи геј, министер за финансии виетнамец. Министер за здравство виетнамец, и вие мислите дека Сад е земја на диверзитетот. Тоа беа всушност рекламите на германската влада, десничарска влада. Всушност тие беа горди за диверзитетот што го имаат во германскиот кабинет. И всушност кога демократите, односно демохристијаните всушност рекламираат нешто, се гледа дека нешто се поместило во овој континент. Знам дека тоа не е секаде, дека ваков билборд нема да направи германската влада, бугарската влада, меѓутоа јас мислам дека тоа никогаш нема да го направи ниту една влада, дека нашиот премиер е жена, дека кој министер за надворешни работи е геј, а нашиот министер за здравство е виетнамец. И последната приказна е многу блиска до овде и се однесува во јануари, 25 јануари на плоштадот во Атина се прославува победата на Сириза и без оглед на тоа што зборувате за Сириза, мислам дека другата влада мораше да изгуби, дури ако не се соложувате со новата влада која што ја влегува во Грција. Но мојата поента беа надписите, паролите. Имаше германци, португалци со банери на англиски, италијанци. Политичката Европа, која што не успеа да направи, да биде успешна конструктивна со уставот на Европска унија, сега веќе се јавува на најниските нивоа. Во Шпанија ние всушновме за состојбите за планот за спас на банкарството од
холандскиот парламент, бидејќи тие нашите во холандскиот парламент ние научивме кои услови беа наметнати во нашата земја. Никогаш немојте да европјаните да ги следат изборните во одредени земји. И одеднаш Европа не се гради во затворени соби во Брисел, туку преку политички врски на пониско ниво, на протестанти од Шпанија кои што одат во Гези парк и го делат своето знаење со локалните протестанти. И мислам дека тоа не инспирира, бидејќи ако политиката се креира само во затворени врати, ќе ги видиме само грешките кои што се прават таму. Се надевам дека ви ја пренесов смислата, дека во суштина дека постои нешто што ферментира, што почнува да расте, политички движења, политички моменти во медиумите, во протестирањето, па дури и во главните политички текови ширум Европа. А што тоа значи за и што има каква е иднината на Европата? Кризата не е зад нас, се разбира, и многу луѓе мислат за посткризниот период, дали ќе протежат на релативен намалување наспроти Азија и Истокот, или ќе имаме целосен пат, односно каде што веќе нема да имаме просперитет, или пак луѓето кои што се сиромашни уште повеќе ќе бидат сиромашни. Јас го немам одговорот, но она што го имам е смисла за тоа каде се тензиите и каде се големите дебати. Според мојата концепција, тие се дебатата за нееднаквост, бидејќи нееднаквоста е длабински проблематична секаде за демократијата. Например, и во САД имаат исто голем проблем со нивната демократија и нееднаквоста. За европските демократи, за главниот консензус и за различните искуства на луѓето од посткомунистичките општества или во Западна Европа, нееднаквост не сме да се игнорира, таа ги кородира општествата одвнатре и е многу проблематична. Втората големата тензија помеѓу либералните наспроти либералните вредности. Значи, во суштина имаме неколку места, можеби не ги сакаме мнозинствата, можеби не го сакаме Ердоган или пак Орбан или пак Путин, но тие ја имаат поддршката на јавното мислење. Например, ограничени медиуми или дека не можеме да негираме дека не постои некаков вид на консенсус. Тоа не е проблемот. Проблемот се основата на вредностите врз која што оперираат овие системи. И мислам дека оваа тензија постои секаде и во Западна Европа, околу антитероризмот или пак контролата на миграцијата. Злоупотребите се ужасни и навистина се проблематични. А третата голема тензија е генерацијската. Генерацијското прашање на континент кој старее, мислам дека ќе стане се поважен. Се повеќе важен. И генерацијските прашања имаат се поврзани со све. Тензии наспроти невработеноста, со имиграцијата, или пак и луѓето кои што се борат проти, они се грижат поради луѓето што доаѓаат во нивната земја, или луѓето што се грижат дека некој доаѓа, некој си оди од нивната земја. Исто така постои прашањето или проблемот на вредности, бидејќи има голема дисонанса помеѓу различните генерации. ЛГБТ толеранцијата е огромно прашање и се чини дека младата генерација е потолерантна, и мислам дека генерацијската тензија е втората работа што ќе одлучи судбината на Европа. Но она што ние го гледаме, додека лидерите се обидуваат да ги управуваат овие тензии на многу лош начин, се случува попречување. Многу од примерите што ви ги дадовме се всушност се однесуваат на ова.
Тоа има различни, доаѓа во форма на златна зора во Грција или расизам, меѓутоа мислам дека најголем дел од тоа е креативно и позитивно. Знам дека сум видел луѓе креативниот и позитивниот дел, но не се плашам и дека уништувањето или попречувањето е потребно во Европа. И според моето скромно мислење е најдобрата надеж што Европа ја има. Благодарам. Благодарам, Жорди. Јас знам дека овде има неколкумина кои многу би сакале да разговараат со Жорди, ама настрана. Ја ги молам прашањата и коментарите да ги кажат овде, за да можеме сите да учествуваме во таа дискусија. Ќе повторам за Жорди. Знам дека овде има неколкумина кои едва чекаат да го киднапираат Жорди настрана и да го прашуваат или да коментираат, ама јас се ги предизвикувам да го направат тоа овде, за да го чуеме и ние тоа. Јас морам да признам дека да, јас многу ги сакам винетите и овие винети што Жорди ги кажа, онака се баш би рекол за како мали просветлувања. Имаше една поента тука што за која предпоставам дека сите ние овие денови размислуваме. Тоа беше прашањето на промените. Тоа дека Жорди вели за промени не треба вечност, не треба век, не треба 100 години, а промените може да се случат брзо. Тоа што значи? Тоа ни го избива од раце аргументот дека нема логика да се активираме, да правиме нешто, затоа што и онака промените не се случуваат, односно, иако се случат, ќе бидат многу бавни, па може би тие промени нема да бидат ни нешто што ќе го промени мојот живот. Јас тој аргумент го слушам многу често во последно време. Не го слушам од млади луѓе. Го слушам од оние што се негде меѓу млади и средна генерација, а бога ми завлезени во средната возраст. И мислам дека е тоа нешто што длабоко не засега сите нас тука кај што сме. Ја немам коментар за ова, немам прашање за ова, затоа што овие денови имам расправи, дебати, па дури и караници на оваа тема. Меѓутоа, предпоставам дека може би вие ќе имате коментари или прашања врзани со тоа, зашто предпоставувам дека она што некако ќе го споделиме тоа дека ова што сега тука Жорди го говореше не засега сите нас длабоко. И опфаќа прашања со кои ние секојдневно се занимаваме, без оглед дали ги формулираме луцидно или не, духовито или не, ама они не засегаат и тоа се нашите мисли и нашите дилеми. Така што повелете, имаме микрофони, само кренете рака и представете се, затоа што сепак мислам дека Жорди не ве знае сите, иако некој ги знае. Скршам ледот, нели? Благодарам за господина Џорди, а и на вас што возможите навистина да слушнеме едно поинакво согледување од она што секојдневно дека денеска мислам се труиме од информации, од непрофесионализам, од новинарство и така натаму. Јас би сакал да го запрашам господин Џорди, каде го гледа ромското прашање и ромите, мислам, у Европа првен, за да можам да поставам паралелно друго прашање, биќе или за негова информација. Ромите моментално во Македонија живеат во еден модерен Аушвиц.
Не знам дали сте запознати со тоа. Jordi, would you like to have more questions and then to answer or comment, or what? I'm happy to What take would- more than one question. I'm Yeah, taking okay, notes. okay. На македонски, така? Добро. Јас сакам да го прашам Жорди зошто кога зборуваше за промени на политичкиот пейзаж во Европа, инсистираше на примери од граѓанското движење, дали тој смета дека изворот на промените на тој политички пейзаж во Европа е токму онаа битка што на пример ја започна Индигнадос во Шпанија или има и слични процеси други во Европа, која што е битка за надменување на политичкото воспоставено од постоечките елити политички, од постоечките доминантни партии во европските земји. Okay, so to avoid misunderstandings in translation, За да избегнам недоразбирање во преводот, ќе зборувам. Сакам да видам како кои се поентите на тензија, точките на тензија во Европа или која што може да биде прочитана денес во политичката реторика на новите политички движења во јужниот дел кон центарот, од периферијата кон центар. Дали Сериза го ескалираше аргументот за Германија и вие рековте дека Германија не е подготвена. Ги видовме преговорите помеѓу Грција и Европа во суштина со германскиот министер за финансии. Видовме една стабилност на Германија, дека се уште остануваат на догмата за штедење и Германија има хегемонски статус и всушност се поврзува со реториката за антиимпериализмот. Денеска генералниот секретар на Подемот Инглесијас и во Демократија денеска со Еми Голман рекоа дека нашата земја страда од европски финансиски империализам, кој што е германски империализам. Дали има можност по подемот на ова движење од периферијата да го видиме, можеби ова истото во Ирска, дали ќе има тензија помеѓу земјите од периферијата со конкретно Германија? Okay, so on the first question on Roma, За првото прашање кој што ми беше поставено за ромите, посебно сум загрижен за еден нов феномен кој што се појавува. Меѓутоа, постојат и многу работи што не се нови, односно тие се веќе тековни, например, дискриминацијата и маргинализацијата. Не ги знам условите во Македонија, посебно на ромското население, меѓутоа сум бил во друг дел од Македонија, не во Грчка Македонија, во населби како што се Ропотамос и ја гледам ситуацијата колку е лоша таму. Мојата старата грижа, бидејќи работев за една организација која што всушност работеше на ромски прашања со декади, затоа и на многу колеги кои што работат само на тоа и во суштина сум свесен за тешкотиите, но новиот феномен кој што ме загрижува посебно во Западна Европа е антиромското чувство, всушност стана прифатлива форма на расизам и дека вие може да кажете работи за Рома. Знам дека некои се од муслими и дека она што ќе го кажете против црните луѓе или евреите ќе ве однесе на суд, но ако кажувате нешто против муслиманите или ромите, тогаш вие сте во ред. Меѓутоа знам дека ужасно звучи, меѓутоа мислам дека ситуацијата постојано се влошува.
ако го користите неопопулистичките движења за да добијат поголемо влијание, без оглед дали тоа е и така во Германија или некој друго во Бугарија или некој друго движење. Зошто се фокусираме на социјалното движење? Не сметам дека сите промени ќе дојдат од социјалното движење, но мислам дека системите кои што стануваат склеротични всушност ми даваат надеж, но тие мора да бидат политички партии или постоечките политички партии треба да ги преземат нивните вредности. И не гледам ниту еден момент во Европа дека вакво нешто. Иако се случија, например, во Украина, но не станува за левичарска револуција, туку револуција поради уништувањето на системот. И мислам дека тоа нуди можност за промена. И не мислам дека овие движења се во можност сами по себе да ја преземат власта. Или најлошото нешто што може да им се случи во шпанците, луѓето не се подготвени да има преземање на вратата, не сакаат анархисти на власт и не постои директно преточување на овие вредности. Меѓутоа системот стигнува до одредена затвореност и мислам дека на некои места потребно е некакво уништување или попречување. Морате да ги попречите механизмите за да можете, не во смисла на револуција или нешто друго. А во однос на периферијата наспроти центарот имаме две прашања. Во генералната анализа мислам дека периферијата на Европската унија наспроти центарот, оваа тензија постоела долго време и таа беше срамота што владите во Даблин, во Мадрид и во Лисабон ја играат оваа игра и тоа беше толку бизарно што кога дојде нова влада во Франција и во Германија, тие не можеа да направат ништо во однос на штедењето, бидејќи 4 земји кои што ја добиваат помошта, владите велат дека ова не издржливо. Ако Мадрид, Лисабон и Атина не велат дека како можат Рим или Париз да речат треба да ја смениме парадигмата. Тоа е невозможно да се направи. Тензијата постоеше, туку изненадувачки или не, доминантните елити во Јужна Европа преферираат да ја задржат привилегијата по скапата цена на ситуацијата, исто така во однос на еднаквоста, за потоа да направат реформа за различна промена на справувањето со долгот. Сириза за мене е многу поверодостојна отколку неодемократија која што ги штелуваше нивните економски перформанси. И значи конфликтот не е измислен, туку тој оди со првиот пакет за спас на Грција. Втората работа е Германија. Германија не е тврдоглава поради својата генетика. Туку тие имаат се во коалиција со мал простор за маневрирање и таа е една од малкуте влади кои што одговара на барањата од нивните гласачи. И се разбира дека има масивен судир на легитимноста. Она што северните или јужните народи го сакаат. Јужните влади го игнорира она што нивните народи го сакаат, меѓутоа германската влада не го игнорира она што нејзиниот народ го сака. И затоа постои тежок компромис, но не е нерационално за Германија да се однесува вака како што се однесува. Третиот дел е, дали ова представува империализам? Не. Не е империализам. И всушност јазикот на империализмот кој што го користи Сириза конкретно и Подемос ме прави многу неудобно да се чувствувам, бидејќи тие сакаат да негираат све што германскиот или американскиот империализам, но не го признаваат рускиот империализам. Значи, Русија го анексира Крим, создава војна во други делови од Украина, тоа е во ред, ама Германија наметнува лошо економско решение преку различни механизми и тоа е, да кажеме сега, негативно или тоа е империализам. И мислам дека ова е целосна катастрофа за она како се интерпретира ова. Јас дискутирам со ова заедно во Берлин со моите колеги
вие нема да го уништите економиите во Јужна Европа, туку ќе ја уништите и целата еврозона како економија, бидејќи тие ја втурнаа цела еврозона во рецесија и мислам дека треба да се смени начинот на решавање на проблемот и веќе се менува. Мислам дека тие се уште ја играат играта на бркање на кокошката, меѓутоа се уште постои дека постои дисруптивен фактор кој што поточно ќе дозволи нова надеж и има и следат избори во Шпанија и во Португалија подоцна оваа година и владите во Шпанија и Португалија се навистина нервози и не само Германија кој што ја блокира Сириза. Шпанската влада е исто така негативно или непријателски настроена кон Сириза, бидејќи ја гледате, ја знаат дека ако Сириза победи, тоа ќе има непосредна реперкусија и на следните избори во Шпанија. На 25 јануари и јас бев 4 години во живо на 4 сати во живо на телевизија и ги коментирав изборите во Грција. И Драхо или лидерот на популарната партија во Шпанија беше во Атина и ги поддржувате. Значи конекцијата не е само замислена, туку е навистина реална. Добро, одиме понатаму, само ве молам, не заборавајте да се представите, не само заради Жорди и заради аудиториумот. Не верувам дека баш сите се знаете. Секој секого дека познава. Одиме, значи, Бојан во вториот ред и потоа некој друг. Джелјо, мислам, да. Бојан Маречик, Македонски центар за европско образование. Ја спомнавте тензијата меѓу либерални и нелиберални тенденции или илиберални тенденции. Јас имам едно прашање кое што има пошироки импликации за регионот. Како мислите дека ќе се разреши таа тензија помеѓу либерални и илиберални тенденции на ниво на европските општества, значи особено оние на северот, на западот и центарот, биде и како разрешувањето на таа тензија ќе влијае врз централните европски институции и нивната политика кон Балканот. Зошто го прашувам ова? Мислам дека оние држави вечни кандидатки или подолгорочни кандидатки, како што е Македонија, но и сите од Западен Балкан, ја препознаваат таа тензија во Европа и ја користат како сигнал за промена на парадигмата во овој регион. Што мислам со тоа? Многу често од популистичките, да речам, но и мејнстрим популистите во регионот, и во Србија, и во Македонија особено, како легитимен дел од Европа се смета токму и либералната. Например, велат Европа не е само Брисел, Европа е и Орбан. Дали таа тензија може некако да влијае врз таа политика за проширување, затоа што таа тензија се користи на Западен Балкан како сигнал дека има простор да има свртување кон илибералните тенденции и да се бараат модели кои што се европски, но се и либерални. Джелјо и Маријан. Джелјо Ходиш, активист. И Сашо. Јас би се заблагодарил на излагањето на господин Жорди и би сакал да го прашам две прашања всушност. Првото е ова да се надоврзам како гледа на земјите Западен Балкан и нивното проширување, дали мисли дека во следните 10 години би се заокружило тоа проширување на Европа на Западен Балкан, односно дали земјите Западен Балкан би станале членки, значи збориме за земјите од Хрватска, помеѓу Хрватска и Грција. И би сакал негов коментар за случувањата во Украина кои се всушност во дворот на Европа. Благодарам. Добро. Здраво, Маријан Забрченец, Младински образовен форум и граѓанска платформа Ајде. Моето прашање гласи дали верувате во регионализација на граѓанските движења, односно поточно дали се постојат услови во нашиот регион
за регионализација на активизмот по однос на прашањата за кои што веќе разговаравме. Ромското прашање, можеби ЛГБТ прашањата, можеби прашањето на социјална правда. Јас викам Сашо Ордановски, новинар. Ме интересира како гледате на перспективите среднорочна Каталонија во однос на ово што го говоревте. Значи, како гледате на среднорочните перспективи на Каталонија во однос на овој дискурс кој што го говоревте? Дали имаме уште прашања или коментари? Не, извинете, господине Мерсел Билали, не ве заборавив, него нешто сте ми стално ту во кадар, ту надворот кадар и не знам кај си. Те оправдувам. Повели. Благодарам, Мерсел Билали, университетски професор. Прашањето е општо познато дека институциите на Европската Унија помалку или повеќе се бирократизирани, затворени во себе, или подалеку од граѓаните, дури и од јавноста. И се случуваат во повеќе случаи да добијат институциите, значи субјективни информации од одредени, ангажирани, па дури и комесари, например за проширување и така надаму, и да се стекне слика дека една држава има прави голем напредок во повеќе области и потоа да се изненадиме дека сепак отделни држави се рамни на диктатури или режими, да кажеме држави, рамни на опасни диктатури и потоа ни се враќа тоа како бумеранг, како експлозија, како мощна регионална работа. Како е вашето експертско мислење, што треба да се смени, да се има баланс на контрол, да се избегне субјективизм на одредени луѓе, комесари или мотивизација за нешто лично и така натаму, што не се исклучува. Благодарам. Елида, мислам, беше. Hello, my name is Elida Zilvari. I'm a journalist. I would like to ask you about the current situation in Macedonia, or what do you think about Macedonia, knowing that the opposition is out of the parliament, and Commissioner Hahn was here, and he's worried about the situation. And what do you think about our current situation? Thank you. Дали треба да разберам дека нема повеќе прашања или коментари? Добро. Jordi, please. Во ред. Има многу прашања. Првото прашање се однесува на тензиите помеѓу либералните и нелибералните тенденции и како тоа влие на проширувањето и земјите од Западен Балкан. Тоа е навистина многу интересно, бидејќи токму тако јас завршив на ова работно место на кое што сум и Македонија делумно крива за тоа. Во еден момент, бидејќи бев директор на една think tank организација што работи на меѓународни односи, јас дојдов неколку пати во Македонија и по покана на Македонскиот центар за европско образование, нам како вие коментиравте за извештајот за напредокот и така натаму. Кога се враќав наназад, и реков, Македонија не е оди најдобро, но искрено ние бараме од нив нешто што доколку сме го побарале од секоја држава членка, не сум баш сигурен дека тие би станале држави членки. Например, Италија за време на Берлускони дали се квалификува да биде држава членка на ЕУ? Може би не. Дали британците според законодавството за антитероризам и нивните акции би се квалификувале всушност за земја за проширување? Веројатно во таква ситуација би биле загрижени и би кажале на комисијата што им правите на овие луѓе. Меѓутоа,
Постојат проблеми во ЕУ и мојата реакција е дека во нашата организација почнавме да зборувавме за демократијата во ЕУ, како функционира и како се менува. И така јас почнав да контактирам со фондациите Отворено општество и тие ме убедија на крајот да заминам кај нив, да се префр. Но навистина сум целосно свесен дека политиката за проширување и посебно условувањето со проширувањето е смешка ако не сте сериозни за работите кои што ги барате. Да ви дадам 3 квалификации. Првата се однесува на се уште голем дел од земјите во Европската Унија институцијски и демократски се посилни од просечна земја кандидатка. Што значи дека сепак тоа представува еден вид на идеализација за тоа. Без оглед дали сте во Црна Гора, во Албанија, за да го искористите ова како изговор за да не ги промените работите, не може. Се извинувам. Луѓето во Унгарија се во подобра земја, институцијата во Унгарија е подобра отколку во голем дел од земјите кандидатки. Втората обзервација дека имаме голем проблем внатре во ЕУ, бидејќи имаме вие сте направиле ветувања, сте направиле напредок и вие сега всушност назадувате во вашите задачи. Можеби вие имате проблем со концесиите за телевизии со Орбан во Унгарија, но тоа е дел од ако јавните набавки во Романија се неуспешни или се корумпирани, тоа е проблем за целиот внатрешен пазар во ЕУ, не само за Романија, тоа е заеднички проблем. И затоа ние сме толку споделен простор што демократските проблеми на една земја стануваат демократски проблеми на сите други земји. И јас не сум загрижен сум за овие, бидејќи јас цело време ги гледам овие работи како се случуваат во Италија, во Шпанија, во Франција или во некои други земји. Например, расизмот и многу други проблеми кои што се појавуваат. Меѓутоа, третата работа што сакам да ја кажам е, ги имате Орбан е Европа и ја го разбирам овој аргумент и луѓето ќе каже, меѓутоа и Шведска е Европа и кон која Европа сакаме да бидеме. Ви можете да ги мерите една наспроти, тоа е дискусија на вредности и се однесува на Македонија, не на Унгарија. И вие не зборувате за Унгарија, туку за она што вие сакате да се случува во Македонија и сакаме тоа да бидете, бидејќи еден проблем е европскиот ескапизам, да ги проектирате сите Европи на Европа наместо да си ги решавате сами наму каде што се случуваат во Македонија или во Турција или на било кое друго место. Има уште едно прашање што се однесува на што мислам за проширувањето со Западен Балкан и Украина. Се разбира, ми треба уште 2 конференции за да одговорам само на овие 2 прашања. Во однос на Западниот Балкан, проширувањето се дека има проблеми во Европа нема да се случи. Тие се жртва, се разбира, на комплицираните движења и дека 3 балкански земји на вистина прават обтешкоти, Романија и Бугарија поради враќањето назад на коруптивни практики и Грција поради економската ситуација и до некој степен Унгарија. Значи, вашите соседи ви го згорчуваат уште повеќе животот. Меѓутоа, од друга страна, доволно е вградено во европската свест дека Западен Балкан треба да биде дел од ЕУ и дека ако Европска унија не се распадне, вие сигурно ќе бидете дел од нејзе. Меѓутоа, јас не мислам дека ќе се распадне, што значи дека ќе бидете. Меѓутоа, дека хоризонтот од 10 години за секоја земја, тоа е оптимистичен, особено за Косово. Прво треба да добијат меѓународно признание и така натаму. И мислам дека во случајот на Косово
меѓутоа би сметал дека на долгорочна перспектива, ако земјите од Западен Балкан не влезат во ЕУ, тоа значи дека таа значително ќе се смени. Но ако ЕУ остане нешто што е сега, гледам дека Западен Балкан ќе бидат приклучени. Во однос на прашањето за Украина, мислам, ова го имав како една од винетите што не ви ги прочитав. Во мојата приказна требаше да илустрирам дека колку и да се мокни, понекогаш дури геополитиката мора да им даде простор на одлуките на луѓето. Вие мислите дека силата на геополитиката е преголема за да се одолее или да се даде отпор, као например Евроазиска унија наспроти Европска унија. Дури тогаш Украина влезе во Евроазиската унија, мислам ако можеби луѓето ќе кажат не сакаме да одиме во таа унија, сакаме во Европска. Целата мешаница што беше направена ни кажува дека не станува збор за големите луѓе, големи соби во кои што се донесуваат одлуки за светот во Вашингтон, Москва или во Берлин. Дека се уште постојат агенции или фактори надвор од овие големи, дури ако Јануковиќ вели дека ќе влеземе во Европската унија, за жал не. Јас сум инспириран, меѓутоа она што се случува подоцна се големи компликации, дека геополитиката сака да се направи, да се одмазди и всушност и многу е интересно да се види како на крајот она што го направи Путин моќен, а тоа е цената на нафтата, ќе го направи многу слаб, бидејќи ситуацијата во Русија станува навистува многу тешка и ситуацијата на сила сега станува ситуација на слабост и се разбира сите руси кои што умираат, војници кои што умираат во Украина не може да бидат кажат, не им се дава дури ни поград. Семејствата не се задоволни. И Русија има голема традиција на граѓанско општество за мајки на војниците кои што протестираат уште од Авганистан. И знам дека руската армија сега ги мери своите акции. Има многу повеќе да кажам за оваа ситуација, но тоа може би е Маријан прашуваше за дали гледам регионализирање на граѓанското движење. Тоа е многу интересно. Многу од активизмот станува многу национален и станува многу помалку поврзан отколку невладините организации и ја намалува меѓународната компонента. И тоа е супер интересно, бидејќи работите што се случуваат во Бугарија се поврзани со она што се случува во Словенија. Ако прашате некој бугарин, не знае што се случува во Словенија или пак луѓето кои што ги слушнале пленуме во Боснија. Но дали ги знаеле, но многу луѓе не ги знаат. Затоа, значи има многу помалка врска отколку што јас верував дека ќе има, посебно бидејќи сега е навистина е ефтино, потребен ви е само интернет, па дури да патувате низ регионот не е комплицирано, нема потреба за визија освен за Косово и ситуацијата е променета многу и наспроти сето тоа и ви имате помала конективност помеѓу движењата од било кога претходно. Не знам луѓето зошто се вклучено со она што се случува на локално ниво, па немаат време да се конектираат. Мислам дека колекциите ќе се случнат, но многу помалку и поретко отколку претходно. И зачуден сум колку има мало паневропско мобилизирање околу главни теми. Кога станува збор за политичките дискурси, порано беа навистина национални, а граѓанското општество беше меѓународно, сега ова се семенува. Политиката станува се подобро поврзана, како например помеѓу Грција и Шпанија, но активизмот станува полокализиран и тоа не е лоша работа, бидејќи во некои места, посебно во средна Јуба, луѓето цело време размислуваат за меѓународното ниво, освен и не зборуваат со луѓето од нивната заедница, луѓето околу нив. Имавме уште едно прашање. Две лесни прашања. Што мислите за Каталонија и за Македонија?
кога станува збор за мерките за штедење, создаде социјални движења и имаше голем митинг во Атинса и генерираше некакви заеднички движења во Грција, Испанија, Португалија и дека тоа беше штрајк голем во овие земји. Ние го истражуваме овој феномен и ги прашуваме луѓето сега што се случува. Да, имаше паневропско движење во и кога ќе ги прашате активисти за време на протестот или веднаш понекога голем дел од нив немаат Европа вградено или пак освен некакво далечна фигура што ја мразат, меѓутоа всушност антиглобализатичкото движење беше во суштина националско. Танцувај со мене, Гези парк, движењето на пленуми, всушност овие движења беа навистина локални, луѓе беа македонци или пак хрвати или без оглед и тие ова е малку поразличен феномен, меѓутоа постои врска, но многу помала поради меѓуповрзаноста на кризите што се во ширум Европа. Да видиме што мислам за Каталонија, за ситуацијата во Македонија. Среднорочна перспектива за Каталонија, знаете дека имаше големо зголемување на чувствата против Европска Унија и мислам дека никогаш Мадрид нема да прифати некаков законски договорен референдум, бидејќи тоа представува екзистенцијална закана за Шпанија на многу начини. Мислам дека тоа е смешно и дека да се излезе на референдум, да се среди ситуацијата како во Канада или во Обединетото кралство не е добро. Меѓутоа, она што ќе се случи на среден рок е дека Каталонија ќе стане дел од основните, главните општествени текови, мејнстримот и ќе има помалку тензични конверзации, меѓутоа за следните 10 години ќе имаме 1/3 од каталонското население кој што ќе мисли дека имаше масивно неуспех на шпанската демократија поради неодржувањето на референдум. На пример, ако имате барем 1/3 од луѓето кои што го кажеме го става системот под знак прашање, меѓутоа со тоа лесно може да се управуваат и понатаму ќе продолжат да гласаат, да работат и да плаќаат даноци. Меѓутоа не мислам дека ќе има во однос на Македонија. Заборавив едно прашање за европските институции, како да се осигураме. Меѓутоа, пред да заминем за прашањето, да одговорам на прашањето на Македонија, институциите на Европската Унија, посебно Европската комисија, знаат многу повеќе од Македонија за било која друга држава од света, освен македонците. Степенот до кој што ги знаат вашата јавната администрација, земјоделството е навистина застрашувачко, бидејќи тие го имаат големи списоци за проверка, имаат голема делегација овде и не представува тоа игнорирање кога луѓето одлучуваат да ги затворат очите за нешто што се случило во Хрватска кога беше земја кандидатка или денеска што се случува во Србија или Македонија. Не е поради недостиг на информации. И морам тоа јасно да го кажам. Не мислам дека и европските ја знаат Македонија помалку отколку некој било друг, доколку сакаат. Прашањето, дали тие сакаат да станат политички пораки да праќаат или не? Постојат сериозни бариери. Прво се државите членки кои што имаат собствен интерес, второто е дека држави членки како Грција или националните интересите. Третиот е политичкиот интерес или партискиот интерес. Знаеме дека социјал-демократите ги заштитуваат овие луѓе, а демохристијаните заштитуваат некои други и така слични партии. Не знам како тие функционираат, меѓутоа третата работа е дека постои многу силно
силен технократски импулс да се остави на надвор од политичките движења, бидејќи се уште тие не сакаат да бидат врз контрола во ситуација каде што не се на возачкото седиште во однос на проширувањето. Не е прашање да им се каже повеќе или дека нема доволно информации. Мислам дека е прашање на неискрена проценка на ситуацијата и недостиг на критицизам. Но, што мислам генерално за Македонија? Ајде да не ви кажам што мислам за Македонија, туку што чувствувам. Ова мислам дека е 5-та или 6-та посета во Македонија. Секој пат кога доаѓам, се подепресивна е ситуацијата во многу полиња и ситуацијата се влошува. Гледам работи што не ми се допаѓаат, како Европа ги занемарува овие, како например прашањето за името стана тешко, но невозможно, но во можност да блокира све друго. Поради контекстот и се ја разбирам ситуацијата и гледаме како моделите кои што можеле да бидат корисни, како например оние од Турција. Но овој пат заминувам поинспирирана. Причината е тоа, она што јас го нарекувам дисруптивен феномен, дека се случува, и не зборувам само за студентските демонстрации, генерално чувството дека во последните 3 посети слушав, сите велат, никој не реагира, опозицијата не прави ништо, па ова, па она, па владата прави грешки, но никој не работи против тие грешки, па работите одат во негативна насока и сега има чувство на промена. Јас не сум овде да ви судам ниту на владата, ниту пак на елементите од она што се случуваат. Но бидејќи сум заинтересиран за ангажираноста на граѓаните или граѓанската вклученост, која што може или не мора да доведе до промена на владата, бидејќи никој ниту вие не знаете, јас сепак сум инспириран од вклученоста на граѓаните, што е навистина важно. Кога генерално видите во Европа цинизам или пак апатијата дека станува доминантно чувство, ја тогаш станувам уште по загрижен, отколку да видам некои тенденции во владата што не ми се допаѓаат. И тоа е вистина и за Шпанија и за било кој друго место. Но кога ќе видам дека луѓето се поактивни и ги преземаат работите во своји раце, мислам дека тоа е навистина инспиративно. Дури ако не успеат или ако владата е многу сложена работа и се влемешаат меѓународните страни. Што мислам за Македонија? Дека е во еден многу интересен момент и воопшто не го судам тоа од гледна точка на промена на парламентот. Ова не е променета земја од оно што сум го видел претходно, меѓутоа со сигурност е земја која што ќе им препорачам на луѓето која што не го разгледуваат движењата овде да ги разгледаат, бидејќи многу луѓе што се случуваат. Не само политичките скандали или опозицијата е или не е во парламентот. Посебно зборувам за тоа како луѓето и активистите се чувствуваат за нивната земја и за нивната желба повеќе да се ангажираат. И за тоа за мене е инспиративно. Би можеле да завршиме со тоа што би му се заблагодариле на Жорди, затоа што мислам дека сега имаме еден врзан процес. Ако Жорди се инспирирал од промените, од подигнатиот дух што го гледа сега во Македонија, ја барем мислам дека можеме да го кажеме дека она што он денес го говореше и разговараше со нас е сега инспирација за нас. И затоа, Жорди, ти благодарам и се надевам дека нема да трае долго пред да се видиме пак овде, а сега мислам дека можеме малце храна и пијачка за да ја подкрепиме инспирацијата. Фала, се гледаме наскоро.